Прилеп е првиот град во Македонија кој што добива бесплатна музичка соба за млади таленти. Музичката соба е сместена во Центарот за култура Марко Цепенков, преку проект кој што го реализира Коалиција Сега. Во оваа музичка соба ќе можат да вежбаат сите оние бендови кои што досега немале каде, но исто така и музички солисти. Собата има техничка опрема и соодветно е звучно и акустично изолирана, а додека инструментите си ги носат самите музичари. Тргнаме во разговори директно со општината, што е оно што е наше, што можеме да чекаме многу време, и што е оно што е изворно, што ќе остане тука. И така пристапивме кон Домот на културата, да ги видиме можностите и подпишеме трипартитен договор, што е пример за сите општини во Македонија. Мислам дека од овој настан денеска треба да испратиме порака до сите градоначалници дека е многу едноставно, доколку има политичка желба и верба дека навистина тоа треба. Денес отвараме простор кој што во наредните 5 години ќе биде бесплатен за сите музички бендови и за сите вокалисти кои што сакаат понатаму да вежбаат и да бидат подобри во својата професија или во своето хоби. Овој пример е патоказ како музиката, односно културата може да се спојат заедно со младите и како може да направат уште едно катче кај што тие ќе го користат своето време многу попозитивно отколку сите останати поруци и секој обкружување кое што е во денешницата. За сега договорено било тука да вежбаат 5 музички бендови и околу 20 на вокалисти. Но таа бројка не е секако конечна и на неја може да се приклучат сите заинтересирани. Младите музичари се особено радосни за овој простор, особено оние кои што досега свиреле и вежбале по подруми и гаражи. Овој проект навистина е добар и значаен за сите бендови млади кои се и надежни пред се во Прилеп, бидејќи сите ги имаме истиот проблем, каде да вежбаме, зошто, кога да вежбаме, да не му сметаме на некој, да не пријави пред се некој, и сметам дека со овој проект навистина ќе допринесеме до поголем развој и подобар квалитет на нашите бендови млади во Прилеп. Ние досега ги државме пробите кај Тапанаров подрум и имаше пожалби од соседите дека е гласно, дека не можеме да свириме после 9 часот. И стварно е проблем кога сте многу близко до свирка, а вие немате доволно пробано, а треба да си одите порано од просторот за пробување. Овој простор мислам дека е добро место за слободно да се изразиме, за да може да пробаме како што треба, да се чувствуваме поспремни, послободни во простор каде што можеби не му сметаме на другите. Од Центарот за култура Марко Цепенков вела дека јавно ќе биде огласуван распоредот за тоа како и кога ќе може да се користи овој простор. Институцијата и понатаму ќе биде отворена за соработка и за иницијативи кои подразбираат развој на културата и културниот живот во Прилеп. Во однос на прашањето како ќе биде распоредот за користење на оваа соба, ние имаме и секојдневни активности по програми и во наша сопствена реализација. Предходно ќе направиме средба со сите музички групи, музичари кои сакаат и кои се заинтересирани да ја користат оваа соба. Би направиле неделни и месечни планови за работа, нели во согласно со нашата програма, и тие би ги објавувале на веб страната на Марко Цепенков за сите да имаат увид кога се тие проби. Сакам да информирам јавноста дека општина Прилеп покрај учеството во капитални проекти и формирање на вакви катчиња во кои што нашите млади музичари можат да музицираат, односно да вежбаат, ги ангажиравме сите и напредно Прилепската празнична приказна која што се организира на градскиот площад и сите бендови кои што покажа интерес да вежбаат овде, да музицираат, се ангажирани од општина Прилеп. Значи, едно сакаме да ги припремиме како добри музичари, а друго да ги представиме пред јавноста како наши групи кои што сметам дека би ја представувале иднината на музиката од Прилеп, а би не представувале во рамките на цела Македонија, зашто да не и во рамки на Балканот и пошироко во светот. Од општината ветија и отворање на младински центар во Прилеп во 2026 година.